Снима? А? Може, може. Фрли таму средина, можеш ли? Не, бе, таму џабе да фрлам. Каде таму? За таму треба да имам 10 грама воблер. Само по чошовите овде. О, nije гара, брате. Ама до. Писам голема. Ова е стандардна големина на ова. Секојаш е вака? Голема е, само наму не е толку голема. Само наму мирно е, види таму како. Не. Овде може да се пеца без проблем, само појака трска и потежок воблер. Нема никаков проблем. По чошевите вака. Оно има секде. Да. Не си в бел. Бел. Затоа што више светлоста е намалена. Ево, дој мост до таму ке се купи картата, понатак има уште мост, е таа релација. Што е голема, што е јака струјата. Само да знаеш дека овдека држи крупни пастрмки. Оваа вода држи крупни пастрмки. Значи пастрмки по 2 по 3 кила, тие се снажни да може да пливаат во ваква вода. Иначе овие што се помалите пастрмки немаат снага за ваква вода.
биде подобро. Каде? Викаш може да излезе од крајот некој? Да. Само што во овој воблер е 5 грама. Мора да биде од 8 до 10 грама. За да може да биде стабилен во вода. Сега водата има долниот дел, има јака струја и го дига према горе. И нема добра работа на воблерот. Ама чисто да пробаме. Да не изненади некоја. Мате изми ги чизмите овдека, камење све. Чизмите изми ги. Таму може се оптелиш. До она карпата, до таму одам, после више. Ој да се изоди од овде до Халај и има сигурно јаки места. Немаш ти толку простор да одиш. Не разбираш, видиш каква вегетација, не е достапна реката. Да е онака како онај дел од друга страна. Да. Знаеш, ова као се вика август сигурно ќе биде и помала река. Да биде помала, да. Тука позади онаа карпа треба да е бизнес. Треба, ама треба да се прескака преку тие, а ја више сум на 10%. Во тоа е проблемот. Само чисто колку да видиш. Да. Одлично. Ја вакво сакам. Само да е малу помала реката. И ако е вака, само не сум спремен со оваа опрема. Оваа опрема не носи за ваква река, ме разбираш? Значи треба да имам од 7 до 20 грамска трска. За да може да фрлам воблери кои се потешки, кои ќе паѓаат долу на дно. Сведеш? Се овдека вака по крајот. Може, али да. Бокне некој притиска. Пази, Мартин, да не паднеш во вода само.
О! Удар! Имаше? Да. Значи има и овде риби мамо. Па овдека треба највише риби да има на ваква вода. Оваа вода е многу тешка за пецање. Ретко кој може и знае. Новите си исто панци како други, да? А? Што викаш? Исто панци. Да. Проблемот е што куката е единечна. И има многу промашување. Многу промашување. Да има втрокука, ја мислам дека денеска ичмало едно 50 риби како ништо ќе беа извадени. Колку денеска општа? Па ја имам извадено моментално преку 20 и нешто. А колку имам влечено и откачено, па ја мислам поише од извадени. Тука е добро. Ова сега што ќе го видиш, ќе речеш Опа, еве ја пак. Пак удира. Не е ова крупна, ова е до 30 сантима, ништо поише. само дзирни десно. Абе, мрти. Ова нема крај да почнеш. Абе, мрти. Шо? Ме тераш на 45 години алпинизам да правам. Чекај, Мартин, чекај. Чекај, Мартин. Никога намрцуваме. Там има камера. Знаеш ти дека овде од оздола е подкопано? Да, тука вака и таму е длабоко. Тука е длабоко. Само немој да ми излагаш по водна вода вака, од оваа страна вака оди. Пошто таа ако нападне ќе удри во плиткото тука. А ти ако си тука нема да се пушти по него. Виж, тамо јака струја, одма го носи воблерот и го дига. Не му дава да се спушти долу. Тамо е дубина, видиш како прави, како ја врти водата. Таму вон дисо е длабоко.
Ама рекава е фантазија за риболов, нели? Да. Таму више може да излезе тука некој голем. Може, ако сака. А? Јака машинка одма фрла многу конец. Машинката е премиум машинка. И не само машинката, и трската во комбинација. Видиш, со многу мал отпор, оди многу далеко. Таму беше добро. Па овде е више одма метар. Нема лесење воблерот. Пет грама. Барем 8 да беше. Да немаш таков од? Нема, максимум 8 грама е трската. Свееш, ти увек треба да работиш нека златна средина. Ти можеш да ставиш малку потежок, затоа што можеш да го скршиш врвот така. Со појак воблер. Овде сигурно има некој голем. Па има бе, Мартин, како нема. Не сигурно туку. Баш таа сега треба да излезе вака по крајот, да се храни со ларви, со овие црви, со мали ситни риби. А? Сега? Дека уште една сврли измеѓу овие две. Да, сега ќе фрла малку и подолу. Може тука да се крие, има камења, сигурно има нешто се. Ма има риба 100%, ти кажав, само ја не сум спремен за ваква големина и ваква дубина. Требало да му извадиш на матери карта, ќе му даде мојата трска. Не знам ти да лови. Земи нека фрлач, ќе се научи. Такса. Така ќе се научи. Таа мојата трска е по-крута. Виж, овдека има длабочина преку 2 метра, гледај го каменом Кај како. овде? Па како? Викаш толку длабоко? Па како? Па погледни го каменом во вода. Кукав е каменот, 1 метра е каменот само. Мора да крие овде риба. Може да излезе овде некој голем паче. Еве, Марти, ние сме на место и му даваме на тоа големо парче 5 сантима риба. Па сега тоа тука по карпите 100%. Мора да има некоја голема. Да. Може само го игнорира.
Ама мислам дека и овој период више дека рибата не е толку активна навечер. Преку ден е поактивна. Овие има оглед 2 метра. Како не, бабе. Ај вака од таму фрли од оне брзак нава. Тамо има може и више, не гледаш како прави брзак па мирно. Па ја дига водата кон горе. Овде кажав Мартин, јаки трски. Значи јака трска и добри воблери. 10 грама, 12. Па ете. А песок е долу, видиш? Нема, Мартин. Да, го гледам. Го гледам. Не одам таму више, доста. Не може. Треба да одам преку за да можам да фрлам. Од тука. Не, Не не. знаеш колку е длабоко овде. Джабе, Мартин, воблерот е лесен, го носи горе, гледам и овде го носи. Види водата добре, само дојди да видиш. Абе го гледам, Мартин, јас сум повисок, го гледам, затоа ти кажам и од овде како го гледам. Го гледам исто. Грешка овде ако не. Не, Джабе, воблерот е проблем. Го гледам и овде како дига на површина. Ама стварно е многу мирно. Овде мирно стои. Дој направи ми кекси. Ајде. Ајде, шо е пати готово, одим. Ајде после правам дупло експресо, да звони. Не, одам дома. Ајде како да Шивам, не. види. Знам, го видов. Го видов, ама Гледај. воблерот е проблем. Ја ова, но таму не си гледал он. Овде може да излезе некој капиталот. Ајде, саѓа ја. Многу е длабоко. Многу е длабоко, Мартин. Овде има свој шот. Па има, затоа ти кажу. Треба тешка артилерија да може да падне тој на дно. Овде може и тап да седнеш. Може и тапа.
Ти викаш да беше преска, може имаше поиш удар? Да. Готово, крај на денот е више и не е активна рибата во овој период навечер. Тоа е само за лето. Виж како изгледа на површина? На површина излегува. Јака струја има долу. Да има некоја тука да е активна. Пуф. Знаеш како ќе го пукне? Со 200 на сат ќе го пукне. Како е место фантазија. Да. Сигурно и таму е исто така и подоле. Овој дел може да е најубав до сега што сум го видел. Па да. Ај види таму од крајот десно. Уште подесно. Шо? Закачи на нешто. Има некое дрво или што е тоа? Има едно лак, ама тоа е мазно. Овде сигурно крие некој голем. Ова место. Ма има 100%. Глава према овде. Следен пат може тука летно време што викаш. Може е боље. Ако падне водата за едно метро од ова што е сега, ќе се смири реката, овие брздаци вака нема да бидат, ќе бидат мирни и разлеани и можеш да фрлаш воблер поголем, без никаков проблем. Одим. Ајде Мартин, џабе да се мачиме. И што ја следен пат некојаш кој ќе идам, ќе доам тука. Ќе си земам тапа, Па дојди, пиво, две. види овај таа трската што ти ја даде Едо, види доколку грама е. Па, каква е планината е.
Ги измичизмите, бе. Се дисконектираше камерата дека далеко отиде. Добро. Пати риба? Не, имаше еден удар ситен, само е тоа. Сега тој дел е тамо, не е толку подкеши. Да. Само, види,